Здраво бистови, како сте? Добро дојдовте во моето ново видео Q&A пар тој. Добро. Денеска имаме за одговарање 27 прашања. Вчера ставив стори на Инстаграм, реков да пишете прашања ако имате за ново Q&A видео. И вие имавте дури 37. Некои од нив се повторува, затоа ги одбрав тие што мислев дека никогаш не се одговорени досега. И денеска тука ни се прашањата за одговарање. Пред да почнеме со ова видео, што треба да вие направите? Така е, да ставите лайк, да ставите subscribe и да запишите нешто во коментар. Што сакате, онака пишете во коментар. Пишете што сакате да гледате повеќе на мојот канал. Дали предизвици, дали да снимам почесто Q&A или слично. Или можда влогови. Сега можеме да започнеме ако сте спремни. Зашто со 27 прашања ќе гледам секој прашање на кратко да го одговорам, за да не траи предолго видео. Дали можеме да одиме на прво прашање? Ставите лайк, subscribe, све што требате. Одиме ако е така. Првото прашање вели 1000 сабскрајбери. Зошто 1000 да го прочитав? Браво. 1000 сабскрајбери да очекуваме годинава? Не знам, брат. Зошто да не? Ај ставите subscribe, 1000 сабскрајбери да ги дочекаме годинава. Ја мислам дека можеме, глеј, на 800 сме сега, па зошто да не? Можеме 1000. Одиме на следно прашање. Ова не е прашање, валја вика снимај почесто лайв на TikTok, мислам дека треба да направиш распоред за кои данови. За распоред и за TikTok имаме распоред на YouTube. Понеделник, среда и петок објавуваме видеа. Претходниве недели не стигав и последнава што беше нели ден 7-дневна жалост за загинатите во Кочани. Ама ќе се трудам сега да го тераме распоредот точно. Понеделник, среда и петок. Сега времето, не знам дали да го направиме малку да го изменим, али понеделник, среда и петок имаме за YouTube, а за TikTok малку понатака ќе размислуваме за распоред. За сега добро е вака на TikTok. Однака, која да клучен текни, некоја ќе пуштиме лајвче, ќе си позбориме на лајв. Тоа е тоа, одиме на следно прашање. Што очекуваш од иднината? Од иднината очекувам барем да имаме онака малку подобар живот, подобри можности, да напредниме на YouTube, на TikTok и општо во работа што е работа, ако не па ќе најдеме некоја друга работа, морат нешто да се работите. Без работа не се живеете. Така е. Ама иако нема заработка од YouTube, од TikTok и од што и да е, нема се откажувам, ќе продолжам да снимам само со забава. Тоа е тоа. Следно прашање. Дали некогаш си имал девојка? Не, брат, никогаш досега не сум имал. Али Добро, не сум имал никоја девојка. Ќе кажував за ова, за како би сакал да би тако бил во врска, као не као краткотрајна врска, као ако сум во врска да би за секојаш, да бидам за секојаш, на пример не да менувам 1, 2, 3, 4, 5 и ки знаеш што таму, 10 на девојки, не како баш не знам, тоа нормално е можда за нашава генерација сега, ама за мене ипак не е. Одиме на следно. Дали имаш идол? Идол. Најголем идол као јутубер ми беше GP, најдобар јутубер, секогаш го земав као инспирација и баш заради него и јас сакав да снимам, ми беше интересен, али за жал тој се откажа, па можда идол сега и баш немам некој така идол. Одиме на следно прашање. Дали ги поправи кецовите или тоа беше само шала за видео, но како можеш да направиш 11 скеца на училиште, го прашува таткото синот и овие одговарат, можев да направим повеќе, ама немаме толку предмети. И прашува дали ги поправив кецовите, шала беше тоа, немам кецови. Најниска оценка што имаме тројка. Кец немате. Тоа е тоа, кецови фала Богу не. Имало на тесто, али од дневник не. Следно прашање, каква девојка сакаш? Малку да објасниме. Ма нема што да се објаснуват. Изглед не ми е ич толку битен изгледот, колку што ми е карактерот. Да е добра, онака забавна, да имат почит,
тоа е најбитно, да биде верна, лојална, да можам да и верувам, пример. Не као во генерацијава наша, не знам, добро, да не сатат некој као навреда, туку не знам, едноставно забавна, добра, да ме почитува, да ме цени, да можам да и верувам едноставно. Изгледот не е толку битен колку карактерот. Барем за мене е така. Изгледот не ми е толку битен колку што е карактерот. Тоа е тоа. Така да, ете, забавна да е, добра, онака весела, позитивна. Секогаш да е насмеана, например да ме сака, ако више биеме во врска, да ме сакате, да ме цените, да биде само со мене и не као... Добро, разбравте. Да биде верна едноставно, да можам да и верувам. После да биде забавна, како што кажав, весела, секогаш насмеана, тоа е тоа. Следно. Кај би шетал низ светот, во која држава со Македонија? Имат многу, брате. Дубај, Франција, Шпанија би сакал. Ако почнеме да набројувам, едноставно цел свет да кажеме. Следно прашање. Дали имаш некаков план за иднината? План за иднината, ова сега што го правам YouTube, да снимам на YouTube, на TikTok, на Instagram, па со Господ напред, ако нешто успеи, од ова ќе живееме во иднина, ако не, па некоја фабрика ќе работиме нешто. Следно прашање, како започна со фудбалот? Фудбал и секој дете од мал си имав желба за фудбалот и почнав да играм, онака голман сакав уште од мал. И ја сега, онака не сум најдобар, ама не сум ни така лош, онака добро играм фудбал. Следно прашање е, дали ти се има некоја случка случајно од детството, што не можеш да ја заборавиш? Искрено не, немам такви некои посебни случаи од детството, мада и да има, не ги памтам сега, не можам да се сетам за толку кратко одеднаш, али не памтам некоја онака баш посебна случка што не можам да ја заборавам. Очигледно сум ги заборавил сите. Следно прашање. Да имаше можноста да одбериш помеѓу летање и невидлив, што би одбрал и зошто? Интересно прашање. Ама дефинитивно летање, зошто би бил невидлив? Мислам, која е користа од невидливост? А летање, не ти треба превозно средство, не ти треба кола, авион или било што за да патуваш. Летни си и оди кај сакаш. Мислам дека тоа е најдобро. Летање. Тоа е. Одиме на следно. Кое беше најтешкото видео или челендж што си го снимал? Тоа дефинитивно најтешкото видео и видео во кој што имам најмногу труд вложено е тоа видеото за крај на 2024 година. Збогом 2024, поглед кон 2025. Воедно тоа е дел од серијалот Нови хоризонти. А сега справаме уште 2 видеа за Нови хоризонти. Ако ме следите на Instagram, сигурно имате и слушнато и дел од тоа што имам, што ќе се збори во новите видеа, пошто ставив еднаш на стори, ако не, ќе почекате за недела 2 излага првото и после уште 2-3 недели другото. Така да очекувајте 2 видеа од Нови хоризонти. Следно, омилено јадење сарми. Тоа е тоа. Следно, кога беше последен пат кога се искинал од смеење и зошто се смееше? Што беше причината? Вака, не памтам некој баш да сум се искинал од смеење, можда некој сега на неки смешни моменти нешто. Али тоа дефинитивно мислам дека во основно последно со другари онака без причина, значи сите во школа што се смееме само доволно еден поглед и сите пукаме од смеа. Мислам дека тоа било последен пат кога онака сум се искинал од смеење. Од тогаш не сум се смеал толку. Следно. Дали успеваат луѓето да сликаат така убаво како ти ништо ги сликаш? Дефинитивно не. Не баш сите, некои да, ама не баш сите. Секогаш јас се трудам кога ќе сликам некој да види као ќе го наместам вака баш убаво да го фатам, али кога ќе дојде ред мене ме сликаат, готово заврши. И на ниедна слика не испаѓам добро. Затоа само селфи на Instagram ќе се направам, па и тие селфињата не испаѓаат добро. И нема толку слики на Instagram објавување. Следно прашање. Омилена турска серија? Некој изгледа што знај дека сум фан на турски серии. Тоа е омилена турска серија, дефинитивно ми е серијата Љубов,
а после таа Све крви сна. Тие беа двете најинтересни серии што ги гледав, али и секоја си гледам, си се навраќам на тие две. На она страница на со превод, не знам дали ја знаете, на неа си гледам турски серии онака секоја вечер пред легинање по една епизода. Сега си ја гледам серијата Островска бајка. Интересно е. Ако сакате, ви ја препорачувам, одете на со превод и гледајте. Следно. Како дојде до идејата да почнеш со TikTok? Како, брат? Стварно не знам. Леле. Едноставно онака на Instagram почнав да објавам онака смешни видеа. И на YouTube објавував. Па реков, зошто да не и на TikTok да пробам. Сега 3500 следбаници, што не е баш лошо. Правим и лајвови исто на TikTok. Можда некојаш навечер пред да... Што сакав да кажам, пред да пуштам лајв, ставам стори на Instagram дека ќе биме лајв, така да навечер понекогаш очекувајте лајвови на TikTok. Дали знаеш што сакаш да видиш кога ќе пораснеш? Дефинитивно најголема желба ми е да сум ова што сум сега, јутубер. А ако нема заработка од ова, како што реков, столарството исто ме привлекува многу. Тоа ми е доста интересно. А ако не успех ни тоа, некоја работа што морам да ја работам. Ама нешто мора да се работи, како што реков. Следно прашање. Наомилена песна во последно време, мислам пред некое време, не во последно време, ми беше песната од Пајак и Лара, Бела. Мада уште и таа ми е меѓу омилените. Странски толку не слушам, српски ве ги слушам. Одиме на следно прашање. Твоја најголема глупост што имаш направено? Се изгубив сам во сопствениот град. Мислам не сам со другари двајца. Се изгубив во мојот град. И реков, мајде се прошатаме негде. Ама глеј, попат сме стигнале дури до Суводол, брат. Да. Мислам, нека случајно, нака реков мој менатака. Не знаевме никај оиме тогаш, али отидовме Суводол. После среќа другар на татком на мојот другар. Не сретна со кола и рече, шо правите бре ви овде, не фати, не, мислам не зеде в кола и не однесе назад во Македонски Брод. Мислам тука бевме нормално, не бевме толку далеко, Суводол не е толку далеко, али ипак пешки попат Суводол. Кола или мотор? Искрено кола. Не гледам нешто толку добро во мотори, така да коли појче. Омилен фудбалер, Меси, тој ми е омилен фудбалер. Омилен детски цртан, Том и Џери. Најмногу си го гледав него, Том и Џери. После оние цртани анимации од Мистер Бин, тие ми беа интересни. И тоа. Не, глеј, кога бев мал, ова Дора истражува, дали ја знаете? Сигурно си та знаете. Си седам пред телевизори, си ја гледам, и кој ќе прашат каде е реката, или каде е ова, каде е она, ја си влеснам пред телевизорот, ја таму оди, онде, и објаснувам како требат. А толку бев глуп, што не знаев дека сам со телевизорот зборам. Добро. Колку години би сакал да имаш? Сега имам 18, а би сакал да имам 5. 5 години сакам да имам, да си бидам пак дете. И на 5 да останам секогаш. Мислам дека најдобро е детството. Сега више сме во светот на возрастните и сум возрастен човек. Тешко мене. Одиме на следно прашање. Во која држава и кој град би сакал да живееш? Во Македонија, во Македонски Брод, брат. Не знам. Не би сакал да се селам во Македонски Брод, иако имав такво нешто во план, ама мислам план за иднина, не за сега, за скоро, ама ипак од Македонија не би се прасил. Можно е град да сменим, ама ипак тешко и градот дека ќе го сменам. Така да Македонски Брод, Македонија. Барем уште 10 години така ќе биде. Дали ти е убаво во Македонски Брод и дали фаќаш риби на треска? Убаво е во Македонски Брод, брат, многу убаво е тука. Мало градче, нема толку многу луѓе, а за риби на треска не, брат. Не знам да ловам риби. Појќе ја ќе се како се вика тоа кукана на јадица, појќе ја ќе се закачам со неј ако ќе сакам да ја фрлам, него риби што ќе фатам. Не знам да ловам риби, никогаш не сум пробал. Дефинитивно морат некоја да го пробам тоа, зошто не? Снимаме видео како ловиме риби. Учиме да ловиме риби.
Можете, ќе направиме нешто такво некош. Тоа беше последното прашање. Добро, брзо ги одговоривме изглед прашањава, еве 15 минути ни траи видеово. Тоа е тоа за видеово, ги одговоривме сите прашања, доста интересно, интересни прашања имавме. И тоа, фала ви многу што го гледавте и ова видео. Ако ви се допадна, немојте да забравите да ставите лайк, ако не ставите дислайк, али подобро е лайк. Ставите subscribe, уште малку ни фала до 800, па 900, па 1000 и како што се договоривме, на 1000 правиме giveaway. Тоа е тоа. Поздрав, се најубаво се гледаме во наредно видео. Чао!